Илинден. Во денешна смисла на зборот, онаков албанец кој што се чувствува денеска Али Ахмети. Тоа е фалсификување на историјата. Тоа во овој момент му го дозволува Зоран Заев и неговата клика која е на власт. ВМРО ДПМН тоа не може да го демистифицира, бидејќи таму нема доволен број на писмени луѓе по ова прашање и останува ние кои сме автентични наследници на илинденците, конкретно еве јас како родум крушевчанец, кој порасна заедно со и старите илинденци и луѓе кои ги слушале директно приказните од илинденците, да ја кажеме малце реалната слика на тоа востание, бидејќи секаков тип на фалсификување на суштината на постоењето на македонската држава, тоа е Илинден, води кон фалсификување на иднината на Македонија, поточно разнебитување на карактерот на македонската држава. Јас се залагам и мојата партија за граѓанска држава и граѓанска Македонија и граѓански устав, во кој нема да се вклучуваат нови народи, туку ќе се избришат и оние кои се вклучени. Значи, по мене не треба да има делови од народи, никакви да се вклучуваат сега нови три народи, но нема потреба тоа да го бараме во фалсификување на карактерот на Илинден. Граѓанскиот карактер на Илинден е во неговата социјална димензија и национална димензија за ослободување на сите кои биле под јаремот на Отоманската империја. Но тоа немал таков ситно или етничко шовинистички карактер, као што денес Дуи, да речеме, практикуваше пред некое време во Слупчане, со споменикот на УЧК. Тоа е етношовинизам, а не чествувањето достојно на Илинден. А Илинден, Крушевскиот манифест и Крушевската република е темел за една граѓанска Македонија со граѓански устав во кој нема да се вклучат бугари, бидејќи тоа е фалсификување на историјата, затоа што оние кои се обидуваат да ги прикажат а каде ќе ги вклучите македонците во Македонија, господин тоа се нашите стари македонци. Господин Богоевски, каде ќе ги ги дискутираме за вакви работи? Ако сакате интервјуа со мене, најдобро е за вакви работи, а за сендвичите и за сладоледот на македонците да оставиме во некоја порелаксирана атмосфера. Така рековте граѓанска Македонија, каде ќе ги вклучите македонците тогаш? Сите сме ние македонци кои живееме во Македонија и сите сме припадници. Да, меѓутоа морам да ве прекинам тука. Никој не македонската современа нација. Никогаш не употребувате македонска нација. Вие не употребувате македонска нација. Не, цел живот употребува македонска нација. Не, вие вие како единка, меѓутоа зборуваме за политичките партии, за владите, да. Тоа е друго. Во последно време, каде е македонскиот народ тука? Каде го имате ли вие во вашето? Во последно време јас инсистирам на користење на терминот македонски народ со оглед на огромните оспорувања кои доа со бугарското вето за ЕУ. Како чин на некој револт на тоа. Меѓутоа, во суштина јас промовирам и се залагам и сите ние од македонски концепт за современа македонска нација, чиј составен дел се сите етнички заедници во земјата, кои нема потреба да се регат како шишина во уставот, во преамбулата на македонскиот устав, и нема потреба да се создава вештачка поделба на македонскиот народ и поделба на она што значат македонци во идната намера на Бугарија да ги дели на македонци и бугари, и со таа намера сака да внеси бугари во устав. Затоа сме ние екстремно против таква мерка и такво внесување во устав. Затоа викам, денес имаме еден обид за искривување на историската вистина на Илинден, на кој треба да застанеме на патот и тоа да го отвориме другото прашање. Не е проблемот кои биле илинденците. Проблемот е кои биле албанците во 1903 година.
И ние треба на нашите албанци, граѓани етнички албанци, да им објасниме што е тоа албанец и што значело албанец пред 100 и нешто години. А Добро, не веројатно, оно кое се те обидуваат сигурно тие етношовинистичките си знаат што се. кампањи. Господине Богоевски, ние не можеме да им знаат. објаснуваме Не, тие не што се. знаат. Знаат. Не знаат. Ние треба да им објасниме. Јас, господине Најдовски, се залагам за офанзивна македонска политика, а не за дефанзивно македонско плачење, симолење, па стално ние македонците сме нападнати и натепани од некој, па стално ние македонците сме само онеправдани и само некој друг ни е крив. Не, јас се залагам за офанзивна македонска политика. Ние сме обврзани како носителски етникум во Македонија на оваа државност, да им објасниме на сите наши сограѓани, без разлика на денешната припадност кон етнички групи, кои сме, што сме и како сме, за да подобро се разбериме и на базата на Илинден и на Крушевскиот манифест изградиме на современа македонска граѓанска држава, која ќе биде наполно интегрирана во Европската Унија, без да се обезличува и без да прифаќа бугарски или било какви други ултиматуми. Ајде да ве прашам, кога сите наши соседни држави се национални, Грција, Бугарија, Србија, Албанија, па да, сите се национални. Бугарија и Грција се апсолутно граѓански држави. Како граѓански устав во Грција нема етничка припадност, каде? Токму тоа. Таму се сите до еден грци. Ама во Македонија, во Македонија што се сите до еден? И во Македонија треба да бидеме сите до еден македонци. Исто како во Бугарија и во Грција. Да, сега од историска гледна точка. Само Србија има се уште стар југословенски устав, Македонија, која за жал не искористи шансата со Охридскиот рамковен договор 2001 година да стане граѓанска држава и остана на старите социјалистички темели, и мислам дека и Хрватска има таков социјалистички устав. Така, ме интересира, уште еднаш ќе се вратам на сендвичите, вие рековте да не се враќам на сендвичите, меѓутоа се вратам и вие бевте некако учесник во тоа на некој начин околу откажувањето. Со Преспанскиот договор се откажавме од македонците, многу лесно, значи се откажуваме од македонците. Што бев учесник? Па сте нели за Преспанскиот договор? Го прифаќате? Не. Така се договориме на работа. Па не, добро, јас ве прашувам, одговорете. Прво, Преспанскиот договор требаше да се отфрли на референдум во Македонија. Тогаш кога јас кажував дека треба да бидеме мажи и да се бориме за Македонија и да излеземе масовно да гласаме против и да не дозволиме да се донеси тој Преспански договор, сите плукаа по мене како предавник, а всушност тргнаа по умот на предавникот да бойкотираат, а бойкот е бегство од битка. Замислете Питу Гули да го бойкотирал Мечки Камен. А не го земате во предвид гласачкот. Сите што бойкотираа милиони за Преспански договор беа бегалци. Само да ве прекинам. Да ве прекинам тука. Не ме прекинувајте, оставете ме да зборувам тоа што сакам да го кажам. Значи сите што бойкотираа референдум за Преспански договор беа бегалци од Мечкин Камен. Мажи не бегаат од битка, ами се борат до крај. Јас ве повикав сите македонци на битка за Преспанскиот договор на референдумот. На крајот бојкотот беше искористен за пазар, за Никола Груевски да избега од Македонија, да го спаси газето од затвор, а со тоа го сменивме името на Македонија и извршивме историско предавство на Македонија и македонците за газето на господинот Никола Груевски. И тоа е мој дефинитивен и конечен став. Тоа е мојот став за Преспански договор. Добро, да ве прашам. Ја изгубиме битката
Да ве и ќе прашам, се предадеме со бојкоти. ќе ве молам да Исто ве како што потпрашам. зборував на ваша емисија Да. за бојкотот за пописот на македонците. Ве повикав да не бојкотираме попис, туку да се попишеме сите милиони македонци од светот. И не 72, да станеме 83%. Вие не ме слушавте мене, трнавте по умот на предавниците и повторно отидовте во бојкот. И станавме 56%. Добро, Ете, тоа е може да ве македонската прашам. трудовост, Може да тоа се македонските сендвичи, тоа е македонското неразбирање и тоа е непочитување самите на себе. Добро, одговорете. Одговорете ми. Затоа го правиме тој македонски концепт, за да нема веќе бојкоти, туку да има офанзивна македонска политика и да победиме еднаш конечно македонците. И да научиме кога треба да победуваме, а не да бегаме од битки. Така, ајде да не наликувам на Гоце, новинарот од Канал 5. Вчера имаше интервју со Таче. Како го викате Таче? Димитар Ковачевски. Димитар Ковачевски Таче, да. Да, премиерот. А јас го нарекувам Таче Обаче. Да, премиерот го слушав сношти дека не можеше да одговори на прашањето, односно не му дозволи да постави прашање Гоце новинарот. Дозволете ми да поставам прашање кога сакам да ве прашам за бојкотот, односно за пописот и за Преспанскиот договор. Знаете вие, господин Богоевски, дека спрема Државната изборна комисија во Македонија на листот постојат 1.814.000? Така? Неважно. Живеат ли Број на гласачи. Да. Има ли во Македонија 1.800.000 луѓе? Не, нема. Од каде ќе најдеме ние? Зошто прво сега тие се избегавме темата. 1.900.000 и нешто треба да излезат да гласаат за. Има ли тоа е овој референдум кој сега ни се само дозволете. Дали ние сме толку обединети национално да излеземе над 920.000, кога гледаме за еден сендвич се патува од цела Македонија со платен превоз во Крушево за еден сендвич. И вие ми тврдите дека со вашиот повик дека Преспанскиот договор ќе беше анулиран. Повелете. Да. Како? Преспанскиот договор денес е реалност. Не зборувам за денес. Не зборувам за денес. Како ќе го анулирате? Од загуба имаме да го претвориме во победа. 10 минути. Одговорете ми конкретно како. Едноставно. Како? За да успееше тој референдум требаше да излезат на гласање 900 и нешто илјади граѓани. Така. А требаше од тие 450.000 да гласаме против. Да ве потсетам. Не оди тоа така. Како може тоа така? Да ве потсетам. Не е баш така, видите сега. Така оди како што ви кажам. Јас не сакам да дебатирам со вас. Да биде успешен референдумот, треба да излезат 51%. Па така, тоа значи 900.000, а не 450. Господине Најдовски, јас имав петка по математика од прво до 4-та година. Да, меѓутоа не го добивам одговорот. 51% излезени, значи тоа се 900 и нешто илјади. Не, 51. Од кој 51% против? Тоа се 470.000. Да ве потсетам. 51% дозволете. ВМРО ДПМН како политичка партија имаше 460.000 гласа. 51% требаше да гласа за да помини договорот, а не да излезе. Ние ќе имавме над 500.000 гласови против. Зоран Заев ќе беше минат уште 2018 година, кога зборував како ќе го пензионираме ВДВ. Ако е по ваше, зошто Државната изборна комисија... Ако ме слушавте што ви зборував македонците, немаше се случи сега ни бугарско во Ама чекајте, вашата математика еве ја. Дик нели рече дека овој референдумот е неуспешен со 610.000. Да. И како спрема вашата математика? Требаше да излезат 900.000. Ама еве. Наместо да бегаат останатите 500.000 македонци од битката, да бегаат од Мечкин камен, требаше да ми се прикучите на мене да се бориме.
вие место по Питугули трнавте по Тачувале, Кодошот. И таму завршивме. За жал и јас со вас. Таму завршивме. Едно е да трниш по умот на Питугули, друго е да трниш по умот на Тачувале. Македонците одлучија да трните по умот на Тачувале Кодошот. И уште терате по умот на Тачувале. Затоа го правиме македонски концепт, за да трниме по умот на Питугули. Не знам како да ви објаснам поинаку. 900.000 луѓе на гласање, 460.000 против, завршена работа, преспански договор, не тако кој што беше, ќе добиевме многу подостоинствено решение и ќе влеземе во НАТО со име Македонија поради светските случувања и кризата со Русија. Наместо да ме слушате, пак не ме слушате што ви кажувам. Сега се спрема референдум, кој наместо да ме послушате, да одиме на предвремени избори, а не на референдум, на кој ќе настапиме сите заедно, кои сме против решение на кое Македонија треба да изгуби државноста, а сме за Европската Унија, да влеземе како македонска држава со македонска нација, наспроти оние изгубените души, кои не можам да ги коментирам пошто не заслужуваат, и да победиме сега во октомври 2022 година и да го спречиме новото национално предавство. Упорно се форсира референдум, кој ќе го бойкотираат дел од македонците, дел од албанците, така замислените патриоти и албанците и така натаму сите други етнички групи, предводени нели од владеачката коалиција, и ние ќе дојдеме до легитимација на она квислишка изјава на господинот Бугар Османи, каде што македонскиот јазик го дефинира како јазик на некои наречја од дел од Македонија. За тоа да помине во собрание и да го изгласаат пратениците кои ги изгласа македонскиот народ. Мене не ме изгласавте, нели? Гласате за други. Ако ми изгласате мене, вака ќе биде в парламент, кој што ви кажувам сега. А додека гласате други, ќе биде поинак. За да помине таа квисличка изјава во парламент, сендвичите се во прашање. И да добие легитимитет, сега ќе правиме лажни референдуми, за после да имаме алиби да се приклучиме кон предавство. Тоа не смее да продолжи во нашава македонска политика. Затоа ние правиме нов концепт, македонски концепт, офанзивен концепт, кој нема да биде во конфликт со другите нации или народи или соседи. Туку ќе се грижи, ние викаме вака македонците, туѓо неќиме, своето не го даваме. Е таков е нашиот концепт. Ние ниту бараме српска историја, ниту албанска, ниту бугарска, но и својата не ја даваме. Ниту бараме српска, бугарска, грчка или албанска иднина, но и својата македонска иднина не ја даваме. Ете тогаш ќе направиме држава, како што ни доликува на македонци. И ќе го поразиме македонското проклетство да се продаваме за сендвич и за сендвич да не влечат како стоки во комбиња во автобуси, додека тие што не влечат во комбиња во автобуси не продаваат во исто време на сточен пазар. Само вака. Или офанзивно, или јас не учествувам во бегства, во бойкоти, во цимолење, во македонско плачење, соузи крокодилски, се друг не е крив. А еве сега кажувате дека не треба да има референдум. Токму така кажувам, да. Не треба да има референдум. Треба да има избори веднаш. И да ја симиме власт. Кој ќе ги повика тие избори? Еве, опозицијата беше во Нека излези ВМРО ДПМН, нека ја напушти опозицијата, парламентот нека го напушти, ќе дојдеме до парламентарна криза и ќе имаме избори во октомври. Ете, толку едноставно. А може ли тоа да се стори спрема вашето мислење? Јас сум лидер на македонски концепт, не на ВМРО ДПМН. Треба ВМРО ДПМН да се одлучи. Ние немаме сега за сега пратеници. Да имавме ние пратеници во парламентот, тоа ќе се случи. И ќе имаше предвремени избори. Во октомври, и оваа власт заслужено ќе си заминеше, но не само да си замине, оваа власт заслужено и ќе си одговара за националните предавства, а во исто време новиот парламентарен состав или првиот министер
нов министер за надворешни работи на Македонија, доколку биде од редовите на македонски концепт, тој ќе биде првиот работен ден, ќе ја повлечи она квислишка изјава за македонскиот јазик во ЕУ и ќе достави друга изјава во која ќе има прецизен опис на вистинското потекло, Свети Климентово зачнување на македонскиот јазик и писменост и она што е реалност, а тоа е дека нашиот јазик е најстариот јазик тука, на овие простори, и од него извираат сите други јазици и дијалекти, а бугарите врз база на македонскиот јазик, врз база на трновскиот дијалект, кодифицираа со помош на Русија, така наречен бугарски јазик. Тоа ќе биде така објаснато во македонската изјава за Европската Унија. Добро, како што е. Да, како ќе ги се залагате за поништување на бугарскиот договор, на Преспанскиот договор, Тиранската платформа? Не постои поништување, тоа е малце една смешна флоскула која е невозможна. Добро. Јас ги правам работите да бидат возможни, за да дојме до победа. Ние Преспанскиот договор треба да го искористиме како аргумент во наши раце да го заштитиме македонското во моментот го работи Бугарија против нас. Преспанскиот договор е совршено оружје во овој момент против Бугарија. И ние треба да го искористиме во билатерални разговори со Грција, тој Преспански договор да го модифицираме и да дојдеме до решение во кое Северна ќе исчезне, а ние ќе влеземе во Европската Унија. А што ќе биде со македонците во Грција? Смислени од Русија за време на Тодор Живков и Божидар Димитров во Софија. Што ќе биде со македонците во Грција? Македонците во Грција се здрави, живи и весели. Ги гледаме последниве денови слават или да, меѓутоа не се во Преспанскиот договор, знаеме тоа дека се таму. Не, проблемот е друг. Не дека не се во Преспанскиот договор. Македонците од Грција се мост за спојување на нешто што можеме заеднички да направиме, а тоа е да негуваме македонизм. Ама како, кога тие немаат право да регистрираат организација, немаат право да регистрираат ништо таму да се кажуваат? Една порака ќе ви кажам сега за Австралија. Имате две знамиња македонците во Австралија. Едните црвено-жолто со сонцето на Кутлеш, кој го има сега во моментов за тебе, за вас. Да, само тоа го имаме. И другото има плаво со жолто, кои се нарекуваат грци. И едните и другите сте исто македонци. Не. Значи, едните и другите сте исто македонци. Не мешај со грците. Поделени историски, намерно поделени историски, и во моментов нема македонско-грчка кавга во Австралија. Туку има македонска кавга во Австралија. Кога ќе дојдеме на тој стадиум на развој на македонската самосвест, за обединување на македонизмите, и вас во Австралија македонците со плаво и со црвено знаме ќе ве обединиме, и сите ќе застаниме онаму каде што секој сме припаѓале, а тоа е деца на Македонија. Ние сме, да ви кажам дека мислам за пошироката јавност, за слушателите. Не вие, и грците во Австралија кои се мислат дека се дозволи Македонија, дозволиме се оградам од ова, затоа што македонците во Австралија национално се многу зрели, свесни, обединети. Ние си имаме еден символ, национален символ на македонците. Воопшто, мислам, овие прашања тука не постојат, вие тоа што го кажавте дека сме не постојат, видите, јас сами меѓу себе се навредувате на северџани, северно-македонци. Да, тоа е друго, да, северџани, да, меѓутоа дека на грци, дека дел од македонците, дека на маđери. Не. Господин Најдовски, јас не сум вчерашен. Да, многу добро ја знам приказната австралиска. И со МПЦ ја знам вашата приказна таму и све. Јас, Ќе се обединиме, ќе работиме офанзивно. Не е спорно, меѓутоа не ни го наметнувај тоа знаме грчко, тоа. Ќе работиме офанзивно на обединување на македонизмите. Како, што е тоа офанзивно? Македонизмот како култура како офанзивно? Е најстар на Балканот. Која офанзива ќе употребите? Која офанзива ќе употребите? Сосема нормално е да се развијат различни типови.
и јас имам неколку пати објавувано, оприлика пишувам за 4 типови на Да македонизам. одговориме за офанзивата. Која офанзива ќе се? Па наместо да се затвараме во кошари и да плачиме македонците колку не напаѓаат волците од север, од исток, од југ, од запад, нема да се затвараме, туку ќе нападнеме. Со други зборови, ќе започнеме да действуваме апостолски и ќе си ги прибериме при себе сите македонци, без разлика од кој тип на македонизам денес припаѓа, дали станува збор за Елино, македонизмот со кој имате вие проблем во Австралија, дали станува збор за бугаро-македонизмот со кој ние имаме проблем денес во Македонија, дали станува збор за другите типови на македонизам, да не одоговлекувам, ние ќе започнеме да бидеме јадрото, кое место да ги дели македонската култура, традиција и наследство, од кое сите не го споделуваме и сме деца на истата Македонија, ние ќе настапиме офанзивно, ќе започнеме да ги обединуваме македонците под бајракот на современата македонска држава. Ама тоа го испуштивте, вие бевте член на ВМРО ДПМН долги години, тоа го испуштивте вие да го направите, нели? И сега А што бев јас лидер? А што бев јас лидер ли бев на ВМРО? Па не зборувам премиер за да не лидер. бев. Председател да не бев на држава во случај. Не. Па како не ли е срамотно да барате? Не ли е срамотно да барате од мене одговорност како обичен член на ВМРО што сум пропуштил? Па што направите вие нешто? Не барам јас не барам од вас лично. Овие прашања се недолични. Зошто? Кој ќе ме изберите за премиер на Македонија или за председател, ќе ме прашате ова. Не може пропуштил шанса на. Видите, многу тешко ќе ви изберат. Многу тешко ќе ви изберат, гледаш луѓето прашања се купуваат со сендвичи. Тоа што пропустил ќе го прашате Љупчо Ѓорѓиевски, ќе го прашате Никола Груевски, ќе го прашате Христијан Мицкоски, што пропуштиле од ВМРО ДПМН. А мене ќе ме прашате од сега понатаму што правам јас со македонски концепт. А јас во ВМРО ДПМН направив големи работи. Например, учествував во симнување на криминалниот режим на Бранко Црвенковски од дете од 15 години и симнување на олигархијата во земјата. Го поддржав Борис Трајковски визави битката со Љупчо Ѓорѓиевски кога сакаше Македонија да ја дели на парчи. Го поддржав Никола Груевски за пределба на Македонија визави корупцијата во ВМРО ДПМН. Па еве сте работеле. 2010 година на Конгресот во Битола. На место е моето прашање. 2010 година на Конгресот во Битола му објави војна на Никола Груевски ради неговото приватизирање на партијата и криминализирање на партијата. Од 2010 до 2017 година имавме жестоки битки со Никола Груевски и внатре-партиски и во јавност. Се сеќавате на реформите во ВМРО? Да. А ако ги послушавте реформите во ВМРО, Зоран Заев немаше да дојде никогаш на власт. Требаше да биде повторно ВМРО ДПМН на власт со друг премиер. Ради повторно личниот интерес на Никола Груевски дојде Зоран Заев на власт. Мојата битка јавна со Никола Груевски беше да го спречам доаѓањето на Зоран Заев на власт. Но еве македонците повторно не послушаа. После тоа македонците не ме избраа мене за лидер на ВМРО ДПМН, го избраа Христијан Мицкоски. Македонците тоа што си го бираат, тоа ќе си го трпиме. Затоа јас сега ви создавам поинаква опција, поинаква партија од народот. Народот ја плати формирањето на македонски концепт, народот ги плати нотарите по Македонија, за да можеме да регистрираме партијата, нели? И бидејќи ние сме буквално создадена партија од македонскиот народ, со пари од македонскиот народ, не должам и не должиме на никого. Ниту на СДСМ, ниту на ВМРО ДПМН, ниту на УДБА, ниту на олигарсите, ниту на мафија. Во што ќе бидете самостојни на своето, со своја глава. Во што ќе бидете различни од ДУИ, од СДС и од ВМРО ДПМН? Три работи се клучни. Реален човек, домаќинско работење и иринден. Реален човек е тоа што во Македонија никој досега не работи за реалните потреби и вистинскиот живот на македонците. Македонците не се на своето во Македонија, се измеќари во Македонија. Ние ќе ги направиме газди во Македонија. Добро, од кога забележавте дека се измеќари?
Втора работа домаќинското работење. Ние ќе направиме поинаков систем за борба со корупција. Уникатен систем. Кај нас легално ќе може да земите провизија ако вие како министер донесете инвестиција од Германија, од Америка или од Австралија, не е битно. Нема потреба да крадите. Ние ќе направиме многу поинаков систем кој ќе ја уништи комплетно корупцијата во земјава или ќе ја свиди на таков минимум на кој ќе биде подносливо, а сивата економија ќе направи бела. GDP-то на Македонија ќе рипне минимум за 50%. И трето, Илинден, Крушевскиот манифест е суштината на граѓанската современа македонска држава и нација, и ние врз база на Илинден ќе направиме, ќе темелиме државата онаму каде што е вистински темел. А што ќе направите со Бадентер? Со И Бадентер, македонска суштина, а не со Бадентер што ќе лажни, направите? увезени приказни од Русија, Да, Русија не од ме Америка интересира. и да не знам. Бадентер што ќе Ние сме направите со свој на Бадентер? своето, и јас викам, ние македонците или каменот најмногу си тежи на своето место. Да, да одговорете ми што ќе правите со Бадентеровата комисија? Со кој, извинете? Со Бадентер. Во собрание имаме... Абадентер, да. Да. Многу убаво, конечно супер прашање. Во моментов, македонците се измеќари во Македонија и по устав. Го знам Односно, јас, меѓутоа што ќе Ние направите не вие? можеме, ние не можеме да одлучиме во Македонија за македонски национални етнички прашања, а за нас може да одлучуваат сите, а македонците не смеат да одлучуваат за албанците, власите, турците и така натаму. Тоа значи дека ние подитно треба да го смениме македонскиот устав и да донесеме граѓански устав во кој нема да постојат никакви квоти, никакви бадентери и никакви услови. Туку ќе постои демократско онакво уредување како што на некој начин денес го има Америка. Франција? Граѓанска држава на сите граѓани без никакви квоти. Не, имаат Ќе тие има само нација, квалитет. тие имаат нација и народ. Еви Австралија истата има 320. И ние ќе Нешто. имаме, и ние ќе Да. имаме нација и Меѓутоа, народ. да, во Австралија има Ќе имаме етнички заедници и ние ќе имаме наша македонска етничка заедница, ќе имаме албанска, турска, влашка и така натака, но ќе имаме македонска нација во која сите сме равноправни и единствено ќе се напреваруваме со квалитет, а не со квоти и со глупости во кои најмалце што има право да одлучувате мнозинството. Во Македонија во моментот владее апархид, власт на малцинството врз мнозинството. Добро, на колку пратенички места се надевате? Тоа прашање никогаш не го одговори во животот, ниту на изборите 2020. Зошто? Бидејќи македонците или ќе ни дадат толку пратеници да го менуваме системот, или ще ga ни дават ниеден. Ако мислат македонците дека сме за функции и се организираме партија за добиваме функции, се лажат. Мене ми е животот поубав без политика, да ви кажам искрено. Се нафатив во политика, не само затоа што сум од дете во политика, туку заседнал. Јас имам се. И куќа, и покуќина, и фамилија, и семејство, и пари, и живот. Но ја немам Македонија. Зашто сакам да ја има Македонија, единствен начин е преку политика. А македонците, ако мислат дека ги молиме за функции, ама ич нека не гласаат. Нека продолжат да си ги гласаат истиве и нека продолжат уште 30 години да не толчат. Има гледам едно прашање, ме прашуваат. Ако слободно. Прашајте го дали Никола Груевски беше добар за него кога си ја присвои Шула Мина. Јас не знам ова. Да. Не знам што е ова. Шула Мина е детско одморалиште во Крушево. Да, не. Кое во, мислам, 2014 година во рамки на моје семејство, конзорциум од 3 фирми, ја купивме на јавно надавање. Ниту сум присвоил нешто, ниту сум украл нешто, а во моментот кога дигна востание против Грујо Арамијата, ако имав 1 евро украдено, јас ќе скапев во затвор. Ќе скапев во затвор. СДСМ, ако имав 1 евро украдено, ќе ме скапеја во затвор. Денес
Грујо Арамијата е избегал во Добро, не Македонија се- за криминал. Јас се оградувам од тоа. Петар, Јавно. оградувај се кога сакаш. Да. Петар Богоевски ви се обраќа од срцето на Скопје, тука сум веднаш во центарот на Скопје, од неговиот дом, слободен граѓанин, се бори за Македонија, не е избеган во Будимпешта, нема криминал и кривични пријави. Имам кривична пријава од Оливер Спасовски за сум бил националист, нели? Па имам прогон од власта за мои ставови политички. Имам Добро, отказ ајде за уште за ова мои ставови, те можам да ме дослушаш, за мои ставови политички, а Петар Богоевски има најчист образ од сите до еден политичари во Македонија. Така мислам дека ни го слушна одговорот, овој соговорникот што прашуваше за Шува Мина и Грујо и поклонот од Грујо. Добро, јас сакам ова, мене ме интересира повеќе. Повелете. Во овој период, во овие моменти, особено Илинден сега покажа дека ние сме поделени македонците крајно. Значи не видена е ова поделба. Никаде во светот не постои ваква партиска поделба. Имаме ние ВМРО ДПМН народ, имаме СДС народ. Го видовме тоа, видовме полиција, видовме тепање, видовме напаѓање на новинари. Веројатно вие бевте, положивте венец. Во една ваква состојба, на една ваква поделеност на македонскиот народ, како ќе дојдите до сето ова што го кажавте, бидејќи исто така да не заборавиме дека политичките партии земаат 5-6 милиони државни пари, нели? Од кои се купуваат сендвичи, се даваат работни места, инаку од каде би биле тие толкави големи партии? Во Австралија нема пари такви како што се во Македонија, или пак нема други профити. Па Македонија е побогата од Австралија, гледаш. Сакам да ве бидам прашам. сериозен. Да, сериозно, да, сакам да ве прашам. Дозволете. Ќе си тргнеме апостолски. Да, дозволете само да ве прашам. Од човек на човек. Дозволете да ве прашам. Толку многу се натрупани предавства овие 30 години. Мене дедо ми, татко ми, мајка ми ме учеа дека до 18 години јас треба да созреам. На 18 години треба да сум зрел човек. На 22-3 години, 25 години да се женам, па да имам фамилија, па да спечалам за децата куќа, па да имам да можам да ги образовам. Вие велите да ги едуцирате, да ги образоваме децата наши. 30 години поминаа, 30 години и наместо да направиме ние пупка, што велеше тој Зоран Заев од Македонија, и видете до каде е донесена Македонија. Видете до каде е донесена. Ајде правите пупки од Заев. Вака сега. Не знам зашто имате таков печаток за Македонија. Како да нема печаток за Македонија? Јас пораснав во Македонија, во Крушево и во Скопје. Јас сум растен, и го прилепи во Битола. И играв против Питу Були години. На 18 години ми дадоа лична карта. На 25 години се женев, на 26 години имав прво дете. Сега имам 2 деца. Што има Македонија сега? Печалив и куќа и покуќнина и све. Ма не зборувам за тебе, зборуваме за Македонија. Вие во Австралија, спечаливме ние во Македонија. Да се разбериме. Да слушаме те мога. Не, Јас сум малку специфичен политичар. Не е тоа прашање. Не, или ќе се научите вака како што ви кажувам или нема се разбериме. Јас сум многу тврдо. Ама не е прашањето. Не дослушаме малку. Богоевски не е тоа. Ама не е тоа прашањето. Ќе напишеме една доктрина. Ама не е прашањето тоа. Прашањето не е Петар Богоевски Ицо Најдовски. Ќе ви кажам. Една паралела направи. Зошто Македонија е испустена? И јас ви дадов одговор преку мојот пример за Македонија. Има не е таму Македонија кај што сте вие. Како така пример ми давате? Каква е таа споредба кога Македонија не е таму, луѓето? А кај е Македонија ако не е таму што се наоѓам јас? Македонија каде е? Македонија е северна, Македонија граѓанство, Македонија потпиша договори дека нема македонци во Бугарија, дека нема македонци во Пиринска Македонија. Ова е веќе навреда кон својата татковина. Па не е навреда, како е тоа? За нас е пораз тоа, како оние со сендвичите. Не, вакво однесување, не.
Ама Ова е ама не од тие се Македонија. прашања, не однесување, јас не Ние прашувам. имаме Па нели колку автобуси проблем. имаше сега во Крушево? Ние имаме проблем со Ама системот одговорете во ми колку Македонија. колку И автобуси сега имаше во ни треба, Крушево? јас не сум полицаец, господине Најдовски, па да ви кажувам вас колку автобуси има. Ама еве ги Не сум гледаме статистичар ние. да ви кажувам колку автобуси има. Ама ги Слушајте ме, гледа. ви кажувам, куши работи за нацијата и за државата, се запнале за сендвичи и за автобуси. И за кого да се запнеме? Нема ништо. Ја не сум ниту Мицковски, ниту Таче, ниту Зајче, ниту Грујо. Со мене поинаков разговор. Слушајте ме што ви кажувам. Видете, вие Системот е ќе проблем во одговарате, не Македонија. можеме ние да се однесуваме. Системот треба да се Новинарите, видете ресетира. вака. Новинарите ќе ние не направиме можеме систем да ве слушаме кој вас. ќе ја Нема кој ќе пра- ги исполни Ама не македонските можеме ние идеали. прашања да ви даваме по ваш вкус. Ние ќе ве прашаме, вие ќе одговорите како ние ќе се однесуваме. Сега како јас како новинар ќе се однесувам спрема вашето барање, мислам апсолутно. Не сакам да употребувам зборови така. Како да ви кажам, Па за да- жал од оваа страна на камерата не стои ниту Заев, ниту Грујо. Па и од Петарски. кај мене не стои ни Заев ни А Грујо. јас сум таков кој што сум. И и ви кај мене кажувам, не стои ниту Грујо, Ме ниту Мицковски, интересира ниту Заев. македонска национална кауза, а не басни од Мелбурн. Ама каде беа или до Чикаго. сега? Ама каде беа Ме до сега? интересира македонски национални интереси, а не сендвичи и автобуси на мечкин камен. Не знам што ме разбира. Не сакам да се дозволам да се занимавам со автобуси, со сендвичи. То- Многу позагрижен сум што да ставиме во македонска национална кауза, која ќе објаснуваме од човек на човек, па макар и во Мелбурн и во Сиднеј, па макар и во Чикаго и во Вашингтон, и во сите македонци од цел свет, ќе објаснуваме од човек на човек како апостоли Евангелието и на крајот ќе се научиме македонците дека имаме една кауза и еден интерес, зад кој сите застануваме, без разлика дали сме леви, десни и какви да сме, па после така обединети ние, сегашниве во ваков тип на македонизам кој што имаме ние, јас и вие конкретно во моментов, па ќе започнеме после со втората фаза на обединување на македонизмите за која ви го говорев во текот на вашава емисија. Па доаѓа Тоа ми сега е до мене промена на предизвик. уставот. За тоа ние правиме партии, Еве за го тоа ние создаваме СДС вели кауза и дека концепт. СДС и ДУИ велат дека ќе го променат уставот повторно. Не ќе ве чекаат вас да обединувате. Па господине Најдовски, ајдете бујрум сите македонци во македонски концепт, секој по едно рамо да ставите и да ги спречиме ДУИ Абе, и јас СДСМ да го Ама сменат што уставот. мене ме ставате? Еве, Јас сум Сите јас сум македонци во преку улога на вас, новина. преку вашите медиуми, Јас сум во улога испратете на апел новинар. до сите Што мене ме македонци. прашуваш дали да дојдам во македонски концепт или не? Не, Тие. преку вас се Ма обраќам немојте до ма- македонците. Не, видете, Дајте јавноста ве Сите слуша. македонци, Јавноста ќе ве гледа. изгласајте, дајте ни сила да помогнеме на македонците и да ги спречиме СДСМ и ДУИ да го сменат уставот. Јас ви гарантирам Каква сила дека ако барате? македонски концепт Добро, има как- доволен број пратеници, не никогаш, Видете, туку ниту тогаш, реалноста е дека нема да немате влезат бугари пратеници, во македонскиот устав а уставот ќе се и смени. нема ќе има нов устав, граѓански устав. По теркот како што ние сакаме, а не како што сака ДУИ и СДСМ. Ама тоа како ќе се спречи сега? Тоа ќе се донесе. Ама Исто еве ти кажувам како. Исто како што се донесе 2018. Ако не се купат со малку Ама пари, ќе еве се ви купат кажувам како. со пари, со многу пари ќе се купат. Дајте ни сила да го спречиме тоа. Ама не можам јас да ви дам сила. Јас Не ви вие, прашувам. преку вашиот, не вие, преку вашиот медиум македонците. Па еве кажувате, кажете, побарајте од македонците. Еве барамо македонците, дајте ни сила да ве заштитиме. Затоа што Македонија ќе остане без македонци за 20 години. Тоа најодговорно го тврдам и можам да го докажам не само емпириски, а и емпириски и научно ќе го докажам од кој сакате област на општествените науки, особено во делот на оние феномени социолошки на исчезвување на нациите и народите, ќе ви докажам дека за 20 години во Македонија ќе нема македонци. Добро, во тоа Дајте ни сила за тоа да ве заштитиме. можам за тоа да се сложам. Уште едно прашање па ќе завршиме со интервјуто. Ајде, Како povedете.
како ќе го помините сето тоа во согласност со Европската Унија, со НАТО, па и со другите овие субјекти кои се кочничари на постоењето на Република Македонија и македонскиот народ? Нели ќе следат санкции? Европската Унија и НАТО се наши големи пријатели, најголеми пријатели. Да, Они ја меѓутоа поддржуваат силно Македонија тие го сменија името и они тие- не може да НАТО бидат без виновни. влез со Северна немаше НАТО. Они не може да бидат, не е точно. Ама Они како не не е може точно? да бидат, не, господине Најдовски, без бегство на Грујо не можеше НАТО. Ве мога. Предасвата на Северна е спасот на Грујо. Ве мога. Со тоа завршивме. Поставете ме да одговорам се за ЕУ и за НАТО. Они се најголемите наши пријатели, кои ќе не почитува многу повеќе ако сме своји на своето, ако не сме продадени газиња и души, како што сега некни пред 2 недели, странците не прашуваат дали сте сигурни ова што го прифаќате со Бугарија, ова е катастрофа за Македонија, а македонската влада ги убедува странците дека е супер и бара поддршка од странците за оваа катастрофа и катаклизма за Македонија. Може да мислите. Не може странците да бидат виновни за македонската неспособност, неработливост и неодговорност. Има ние да си го следиме дворот, а странците ќе бидат наши најголеми поддржувачи во ова кој јас ви го говорам. Јас викам вака, јас не сум за американците или за европјаните или за не знам кој друг. Јас сум за соамериканците и со европјаните да помогнеме на македонците. Никој од Америка и од Европа не бара исчезнување на македонците. Македонците исчезнуваме самите од себе, зашто не знаеме да се реорганизираме, рестартираме, ресетираме и да тргнеме онака како што доликува на македонец. Затоа ја направивме политичката партија. Да кинисаме онака како што доликува на македонец, а во Европската Унија ќе бидеме едни од најгордите и нации и држави и нема да имаме потреба да живееме од социјална помош на Европската Унија, туку ќе бидеме извозници на храна, ќе бидеме најубава туристичка дестинација, ќе имаме најквалитетно здравство и образование. Тие 4 клучни работи ќе бидат пример во ЕУ, токму во Македонија. Ете така ќе направиме ние македонците. А нема си раскажуваме приказни за волци врани, за лутите европјани, за клетите американци и така натаму. Нема да плачиме, туку ќе работиме и ќе се бориме, нема да бегаме и да бойкотираме. Добро, го видовме тоа и вчера на Илинден, сите беа заминати кој каде, кој ваму. Ништо не видовте вие на Илинден. На Илинден видовте брука од тој тип на бегства на македонците. Да, видовме. Видете, а кога ние ќе одлучуваме, светот кој сила ние да одлучуваме, Илинден ќе биде сосема поинаква преродба на Македонија. А тоа ќе треба гласачите во Македонија да ги јас можам, апсолутно, господинот Бугаевски. Надевам и гласачите во Австралија. Па добро, гласачите во Австралија, јас сепак не можам да зборувам по нивно име. Па не е проблем, едно 6.000 гласа од Австралија да излезете на гласање, да изберите на македонски концепт пратеник. Колку е тешко 6.000 македонци да најдеме во Австралија? Ама 600.000. Мене не ме прашувајте, јас се прашувам сега. Не вас, прашувам таму македонците ги прашувам. Да, Толку ли ви е тешко да се организирате македонците во Австралија? Некако го замрзнат. И да извадиме 6.000 гласа и да имаме пратеник горд македонец, достоинствен на каузата за која ви зборувам. Добро, се надевам дека ќе бидеме и понатаму во контакт и ќе зборуваме. Меѓутоа ќе барам од вас било какви прашања, нема проблем. Да, порационални, кога прашувам, сакам да ми одговорите, да не бидеме пак како што реков, како вчерашното интервју, кога таче науче на приказна напамет. Ваше да си прашате, моје да си одговорам. Да, меѓутоа вие не сакавте да ми одговарате на прашањата. Мислам дека ви одговорив конкретно на сите. Добро, ќе направиме вклучително и на најголемиот греф во мојот живот, а тоа е купување на распаднат објект. Не, јас ви кажав и инвестирање
Јас од ви кредит кажав да дека јас инвестирам во стопанството на развој на моето родно место, ама еве пак каде што не ме луѓето слушате. не може да извадат леп, Зошто а не ме јас сум слушате? земал кредити за да Зошто? инвестирам за мојот народ да има било што позитивно во такво мало место. Зошто не ме слушате Кога ќе научат повторно? македонците да Зошто? почитуваат борци, а не да шибичарат и да се лигават на луѓе бегалки, како господинот Груевски, тогаш има да биде од нас многу силна држава и голема нација. пизма имате против Груевски. Никаква пизма немам, напротив со Груевски имаме многу често разговарано, секако со различни Еве ставови. Заев Јас немам воопшто писма против Заев него. не го спомнавте воопшто колку што Заев не Груевски. го спомнав господине Најдовски од еколошки причини. Зошто? Па доволно го спомнав неколку пати, ми е срам да го спомнувам. Добро, видете, само сакав да ви кажам, мислам тој без што го Заев изфрлите. имаше си кажи во моментов ја управува Македонија вака како ќе управува. Јас барам поддршка од македонците да го прекинеме ова владење на Заев во земјава. Ако сакате, бујрум поддржете ме. Ако неките, да си терате уште со Заев. Јас нека си тераат тие што сакаат да си Од тераат. мене ниту ќе добиете молба, ниту жалба. Ја ќе ви понудам систем и начин како да ги победиме. Добро, веќе понудивте. Македонски порази да ги претвориме во победи. Или ќе победуваме македонците, или мене не ме барајте. Веќе го кажавте тоа неколку пати, јас само сакав да ви кажам вас. Сакам да се запомни, да. Сакам да ви кажам вас лично дека јас воопшто немам појма, ниту сум запознат, ниту знам за тоа како се викаше тоа шале мале како го викавте. Тоа што го купивте, градинка, што е? Детското моралисте шуамина мислите. Да, јас не знам, значи не е тоа. Ако убаво што ме прашавте. Не е мое да слушам прашање. македонците Ама не е од мое. Австралија. Не е мое Имаме прашање. предприемачи тука во Македонија. Знаеме можам да искористиме кредитни линии и да инвестираме во такви места, а мојот патриотски чин да инвестирам во моето родно место каде што нема ниту еден објект стопански е патриотски чин, а не е криминал. Добро, јас можев само да ви кажам дека сум играл многу години фудбал против Питугули, таму сум бил во хотелот. Во Битола? Не. Од каде сте родом? Од Оптичари во Транскоп играв во тоа. Да, Питугули против Питугули, а пак тогаш по тоа го знам Крушево и исто така и по настаните. Инаку воопшто јас не сум запознат со тоа што ми го кажувате. Ако убаво што праша граѓанинот, човекот, македонецот, братот, убаво што праша за да добијат одговор луѓето да знаат. Добро. Господин Богоевски, ви благодарам многу. Ви благодарам јас на покана. Да, ќе доста време, да. Да, потрошивме доста време, ќе објавиме на секаде. Ве молам за линк на YouTube да го споделам. Да, ќе ве молам исто така, еве јавно велам, кога ќе зборуваме, ќе треба да имате малку почит спрема мене како новинар, а ако дебатираме некогаш во Македонија, тогаш веќе ќе биде друга приказна. Добро, фала многу на поканата. Ви благодарам многу и до слушање. Поздрав до сите вас таму, убав ден. Се најдобро и на вас. Поздрав.